Формирана е пред 35 години. Досега објавила над 3000 наслови во тираж од над 6 милиони примероци со посебен фокус на домашното творештво и македонското културно наследство. Почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура зборуваме за нашата прва издавачка куќа во самостојна Македонија, Матица Македонска, која годинава прославува 35 години постојање. А за тоа наш соговорник е нејзиниот директор и основач Раде Силјан. Господине Силјан, добар ден и добре дојдовте во Култ култура на телевизија Телма. Најпрвин честитки за јубилеот на Матица Македонска. Се разбира, не е мала работа 35 години, но да започнеме со тоа што ќе ни кажете, што ве мотивираше пред 35 години да ја формирате првата издавачка куќа во независната држава? Благодарам на честитката и се надевам дека ќе проговориме во неколку сегменти за работата на Матица Македонска во изминатите години. Инаку, Матица беше за мене голем предизвик и желба да се создаде нешто добро во овој македонски простор, особено што јас имав и драгоцено искуство стекнато како главен уредник на третата програма и на списанието Трета програма, кој според мене беше едно од најзначајните и најдобрите списанија во Македонија во тоа време. Но посебен печаток за мене е секако работата во Македонска книга како генерален директор, каде што реализиравме бројни проекти, меѓу кои и за прв пат го објавивме Светото писмо и го промовиравме во 1990 година, што значи дека јас влегов подготвен во една авантура во приватниот сектор. Матица Македонска низ изминативе 35 години помина низ различни фази поврзани со издаваштвото во земјава генерално и поврзано со различни општествено-политички случувања во Македонија. Дали постои формула со која на некој начин се одржавте, имајќи предвид дека помина и различни општествено-политички турбуленции и економски кризи и пат на интересот за купување книга, пат на куповната моќ на граѓаните. Како се одржавте? Постои формула ако човек се посвети да биде професионалец во работата. Инаку Матица Македонска започна буквално 15 дена пред осамостојањето на Република Македонија, што би рекле во мугрите на нашата самостојност. И морам да ви кажам дека во тоа време многу луѓе се чудеа како може да се вклучиме во еден ваков бизнис, во една ваква благородна работа и мисија, но јас повеќе сметав дека пополнува еден одреден простор во овој наш културен, мислам вака, духовен простор, што значи дека тоа беше време кога инфлацијата беше од епски размери, а без одредено искуство, без одредени познавање на издаваштвото и воопшто на финансиите, не ќе можеше да се опстани особено во периодот кога имавме навистина многу турбулентни години. Како држава се разбира. За јубилеот 35 години Матица Македонска, минатиот месец во рамките на Зимскиот саем, покренавте една иницијатива
за подарување книги, која беше поврзана првично со меѓународниот ден на подарување книга, тоа е 14 февруари, а потоа поради интересот, како што рековте, и на ваши членови на клубот Матица, и на општествено одговорни компании, и на други институции и организации, акцијата ја пролонгиравте во текот на целиот месец, па би сакал да ни кажете како одеше тоа подарување книги и каде се подаривте. Ова наша акција ја препозна многу институции, индивидуалци, што значи дека навистина некогаш и идејата може да биде благородна, а меѓу првите кои се вклучија во подарувањето на книги беше Алкалоид, кои подарија книги за нашиот лекторат во Љубјана при Филолошкиот факултет, односно катедра за македонска книжевност и култура, каде што прв лектор бил познатиот македонски научник и академик Блаже Ристовски, а потоа подаривме книги за Измир, нашите иселеници турци, а мене ми се обратија, бидејќи тие се уште го владеат македонскиот јазик, сакајќи вика, сакаме и нашите потомци да го владеат македонскиот јазик, иако нив има мајчин јазик турскиот. Тоа ме мотивираше многу повеќе и особено по неколку недели од отварањето на училиштето во Света Недела близу до Загреб по македонски јазик и култура. Исто така сакавме да се вклучиме во една акција на нашите деца да го учат македонскиот јазик и воопшто да знаат да читаат македонски јазик. А деновиве таа акција споредавме и во Албанија на друштвото Македонско друштво Илинден, што значи дека акцијата ние континуирано ќе продолжиме. Ако ве разбрав добро, значи сите книги што биле подарени биле од Матица Македонска. Да, тоа се книги од Матица Македонска и имаме слобода ние да вршиме изборот. Некои од институциите сакаат тие се направат избор, но комплетната реализација е на Матица Македонска. Во рамките на јубилеот најавивте и започнавте и со објавување ексклузивни наслови. Започнавте за Свети Трифун или Свети Валентин со објава на македонската љубовна лирика, тоа е антологија, чии приредувачи се Весна Мојсова-Чепишевска и Иван Антоновски, а потоа ја објавивте и збирката раскази од Драги Михајловски Ѓон. Што друго ќе објавите во текот на оваа славеничка година? Ние веќе реализиравме уште 4 нови наслови, од академикот Витомир Митевски македонскиот јазик и филозофијата, потоа Стефан Влахов Мицов македонски литературни оази, од Милован Стефановски глаголење во стихови и од Братислав Ташковски Болна земја. Но во едицијата ќе бидат застапени уште мислам дека минимум уште 15 наслови од врвни македонски автори, меѓу кои ќе ги споменам Црквичето 40 маченици од Владимир Костов, 70 години од објавувањето на првата збирка раскази од Ташко Георгиевски Суви ветрови, но објавуваме избор кој под наслов Куќа под калето. Во подготовка и во печат се романот Црна лисица од Блажи Минески, романот Египетска сонувалка од Божин Павловски, избор поезија од Велес Милески, а Платоновото учење за душата од Витомир Митевски, уште многу други кои навистина ќе бидат
во текот на ова година и промовирани и презентирани во јавноста. Каков е вашиот генерален став кон третманот на книгата и воопшто издаваштвото од страна на државата? Колку сте задоволни од тоа што ви поддржа или ви одби годинава Министерството за култура на конкурсот за поддршка на проекти од национален интерес? Помошта од државата е добре дојдена, иако таа е од социјален карактер, не од развоен карактер. Но убаво е што има чувство да се одвојуваат средства за книги во Македонија, но таа помош природно би требало да биде и да дополнета со откупување на реализирани книги. Книги што веќе можат да речеме да дојдат да си ги купат за одредени библиотеки. Вака доаѓаме ние во ситуација да печатиме книги, а библиотеки да ни бидат сиромашни. Зашто објективно скоро во сите библиотеки има ограничени фондови на средства и може се случи со тек на време многу од книгите што се печатат во Македонија и да не бидат достапни и да не бидат застапени во повеќе библиотеки ширум нашата земја. Одбиени издавачи побараа формирање на Државна агенција за книга. Тоа е стара идеја која повторно беше актуализирана. Она што мене ме интересира е колку издавачите според вас би имале корист од таа и таква Државна агенција за книга? И издаваштвото и авторите би имале навистина голема корист од формирање на таква агенција во која би требало да работат стручни луѓе кои ја познаваат проблематиката, а инаку и досега државата помага одредени преводи, но тоа е, би рекол, неорганизирано, а без повратна информација каде пристигнуваат книгите и дали тие се навистина добри изданија. Ако има агенција, тоа ќе има и контрола во работата. Тоа е многу важно и убаво рековте, тоа е навистина стара идеја. Јас сеќавам уште во 2010 година беше почната идејата да се формира агенција, дури и простори во 2014 година се обезбедија, но не знам зошто се пролонгира. Во исто време, значи, ние можеме да речеме за нашите книги да имаме и поинаков пласман, а и треба да се избориме доколку постои таква агенција. Израелскиот писател Ефраим Кишон рекол во една прилика дека издавачите за авторите се љубезни вампири. Вие сте издавач, но и автор, па како ја коментирате таа негова изјава? Таа изјава навистина многу кажува, меѓутоа кој како ќе ја разбере. Јас би рекол дека македонските издавачи се ангели во поглед на нивната дејност, зашто ние работиме во многу ограничена јазично подрачје, така што објавувањето на книги во Македонија е исто како да оди човек по жица. Кризно време, институциите не купуваат книги, библиотеките, како што реков, се осиромашени. Од друга страна, и граѓаните се повеќе се сиромашни, но што е најважно и младата популација ја немаме, веќе се префрли на повеќе на онлайн или отпатува во прекоокеанските земји, во западноевропските земји. Минатата година ја објавивте збирката Лажно време. Таа е една од 30-тината што сте ги објавиле во текот на изминативе декади како поет. Зошто според вас ова време е лажно? Ние обично мислиме дека ние го надлажуваме времето, меѓутоа времето нас не лажи. Така што ако направиме една анализа, ќе дојдеме до ситуација дека се она што поминува крај нас и што ни се случува е во многу сегменти и лага. Ние имаме и лажно име, ако веќе сега, ако водиме на таа релација, и лажен устав, и лажно верување во одредени процеси што може да бидат погибелни за
целиот народ и целата држава. И од тука таа би рекол синтагма, метафора, постојано ме прекупира, сакајќи да бидам во тек со времето, во духот на времето, сакајќи да понудам нешто што ќе биде прифатливо за поширок круг на читатели. А пред се да биде ваш исконски изблик? Апсолутно. Дали нешто ново пишувате во меѓувреме, дали нешто наскоро ќе читаме ново од вас? Веќе идната недела во издание на Диалог излегува објави и лажното време. Излегува од печат мојата книга Пајажина, која сметам дека е синтеза на моето досегашно творештво. Можеби по еден редуциран стих се зборува за многу важни сегменти од животот, интимни, национални, судбински и така натаму. Многу ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам на поканата и на можноста да размениме мислења за нашиот јубилеј. Благодарам уште еднаш. Тоа беше, почитувани гледачи, Раде Силјан во Кул Култура. Вие останете на нашата програма и имајте пријатен ден.